Намалување на извршителските трошоци побараа и струмичани. Сметаат дека овие тарифи се преголеми во сооднос со примањата на просечниот работник. Во анкета на ТВ канал ВЕС велат дека неопходно е ревидирање на тарифникот и наградите на извршителите, кои пак станаа мета на јавноста, откако за минимален долг од 1 денар побараа наплата и повеќе од 200 евра. Извршителските трошоци, што мислите? Високи ли се, земаат ли многу извршителите, треба ли да се намалат? Да, треба да се намалат. Пошто сме ние сиромахни народ, македонците знаат колку вокни. Не може да изинтенте да се искарат, не па и за трошкови за тираме. Извршителските трошоци скапи ли е? Кој е вашиот впечаток? Се е скапо. Па зависи колку пати ќе ве упоменат, а нигде ги нема опомените и они таа опомена што нигде не доставена, ни по книги, ни по се, си ги пишат додатни трошици. Благодарам. Станува збор за наплата, нели присилна наплата на долгот? Слушам на телевизија дека е премногу, тоа треба да се поземе мерки од државата, не? Тај што го одрачу. Што можеме ние? Ништо. Така, лично не сте имали искуство со... Не сум имал. И дај Бог да нема, не? Тај што има, нек се одрачу. Ако има некој проблем, нек се реши. Премиерот Зоран Заев изјави дека работно тело на чело со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски работи со меѓуресорските групи за изнаоѓање начин како да се намалат овие издатоци. Формирана е работна група, задолжен е потпредседателот на владата Оливер Спасовски да ја координира, каде што учествува правда, финансии, труд и социјална политика и други ресори. Целта е да преку промените на законите за извршување, за нотаријатите и другите законски решенија, се вкупните трошоци во таа структура на извршно решение ги намалиме. И работиме интензивно. Јас верувам дека ќе успееме со тоа што секој треба да се откаже од нешто. На крајот постоиме заради граѓаните. И извршителите и нотарите работат на јавни овластувања. И треба да знаеме преку тие јавни овластувања, треба да имаме чувства за аспектот на социјалната состојба на нашето население и на нашите граѓани. И јас верувам дека преку намалувањето на тарифите, односно вкупно тие 42 тарифи во извршителските служби, на некој десетина, ќе придонесат за тоа. Преку отстранувањето на дополнителните адвокатски трошоци, преку комуналните услуги, смет, вода, телефонија, струја и слично, туку самите служби да можат да ги наплатуваат побарувањата, ќе ги намалиме и тие трошоци. Ќе се откажат нешто нотаријатите. И државата ќе се откаже од еден дел од своите приходи, па ќе паднат се вкупните трошоци. Тоа ќе важи од донесувањето на овие закони натаму. Според Заев, денеска треба да се сретне и со пратеници од опозицијските партии, со кои имале иницијатива за отпис на каматите на граѓани кои имаат неплатен долг. Но голем дел од нашите граѓани имаат проблеми, дури за долгови од 2003 2007 со огромни камати и слично. Власта и опозицијата, представена преку неколку пратеници, отворија една иницијатива преку вакво законско решение за отпишување на каматите за струја за огромници, десетици и илјадници наши граѓани. Утре го имам првиот работен состанок со тие пратеници, заедно со институциите во државата и нивните представници, ќе се обидеме заедно да помогнеме преку одредено откажување од каматите на соодветни институции, вклучително и приватни, и со државна интервенција да помогнеме на граѓаните и во овој дел. Стотици граѓани кои имале лошо искуство со извршителите вчера на протест го искажаа револтот од законската, како што велат, плячка што им е направена. Првомајската скара ја заменија со мирен марш од МРТВ до влада, со кој побараа итно одблокирање на, како што велат, неуставно блокираните сметки, измени на законот за извршување, кои нема да бидат само шминка и враќање на извршителите во рамки на судовите.